дечки, како што гледате веќе излеговме. Моментално сме на железничка станица и идеме денес у Минхен, така што ќе ве носам со мене. Него најаве влогот са Бајле затоа што многу ми се спиеше, станавме порано и од тука веќе натака почнувам да влогам. Се надам дека ќе имам живци да се снимам, пошто надвор вее и доколку нема стреја не можам да се снимам затоа што губам концентрација. Така што се гледаме после. Само што стасавме во Минхен на железничкава станица, јас барам да излезам затоа што мора да пушам цигари и сега се мотезаме овде. Наверојатно после ќе идеме да пиеме кафенце и ќе се шетаме по негде, иако надвор ужасно вее, значи има милиарда луѓе, не знам кај одам. Надвор ужасно вее и не знам што ќе правиме. Ова е прв град што ми се допадна и во најмонотони мигови, а тоа е кога вее снег, например, и кога е се мокро и кога не можеш да се движиш по улица, негде нема стреј, застанав да пушам цигара и само сакав да ви се јавам, затоа што сум на некоја улица која изгледа потполно као Кнез Михајлова, така што има некои продавници, бев се нешто внатре, гледав некои глупости, сега влезам во продавници кои ги знам дека постојат и знам дека можам нешто да се најдам, оти шопингувам 10 дена и ништо не купив оно, освен онаа жолта блуза која мислам дека веќе ја видовте од Justin Bieber колекцијата. Така што ќе ви се јавам покасно, сакав ете само да ви известам дека сум овде, дека шетам и дека не можам константно да снимам ради снегов, оти паѓа и кобула се шетам овде. Можеби ќе ви снимам нешто како изгледа градот, чисто за да видите ако не сте били, ако сте били, веројатно знаете. Така што се слушаме покасно. Овде почна да се стемнува, со тоа што веројатно веќе нема да ви го снимам градот, оти не се гледа, мислам оно се гледа, ама кога снимам така некако затемното ми, ако има нешто интересно ќе ви снимам. Мртов уморен сум, значи цел ден негде одиме да бараме нешто, ја преиска најдов една јакна, така што тоа што најмалку ми треба тоа ќе се купам и ќе се вратиме сега таму, шетаме по некоја уличка кој што се некои битни продавници и бутици. Така што застанав да испушам цигара и идеме таму да си ја купам јакната и наверојатно ќе идеме за Инглштад, пошто се уморивме живи. Слушаме покасно. заврших со
шопингот земав еден новчаник што го барам 100 години и јакнава која ви ја спомнав. Ќе ви направам мини хол после кога ќе се прибереме во Инглштад. Така да се надам дека од снегов ќе успееме да фатиме право метро, за да идеме на воз и да си одиме во Инглштад. Така што ќе се чуеме од дома, не знам дали уште нешто ќе ви снимам, можеби ќе ви се јавам само уште еднаш да го направам тој мини хол и уште еднаш да го одјавам влогот. Така што останете со мене. Вечно надвор престана да вее, така да може малку да ви се јавам чисто да ви покажам каква е атмосферата овде. Има милиарда луѓе и само дува ветер, но се уште е накитано и има такви чуда. И убава е. Дојавме на метро овде, светлото е повторно лошо, ја повторно се фаќам за косам и повторно се снимам и повторно сите гледаат во мене, но нема врска. Тргнавме да фатиме метро за до Железничка и од Железничка ќе фатиме воз за до Инглштад, така што реков дека нема се прејавам, но сепак се прејавив, па ти ми е досадно, а зет ми и сестра ми позади бират која слика да стават на Facebook, па ти сега ги сликав, па едниот си се свиѓа на едната, другиот на другата. Така што веројатно нема да се погодат и нема да стават ниту една слика, но нема везе. Битно е дека се снимам и дека ќе ставам влог. Така што не заборавајте да оставите лайк и да се претплатите на каналот, а после ќе ви се најава, ќе ви се прејавам, за да ја покажам што земав, немам многу ствари, но ќе видите и да го одјавам влогот. Чао! И добро утро на сите. Вчера не го завршив влогот, затоа што дојдов до една идеја, тоа е денеска да дојдеме до Весперк, можно е да си купам уште нешто, па потоа ќе ви направам мини хол, да не правам постојано, затоа што не купив нешто многу ствари и немам многу материјали за такви чуда. Ако успеам нешто да земам денеска, ќе ви апдейтирам после кога ќе стигнам дома, ако не ќе го завршам најнормално влогот, така што ете сакам да ви кажам дека денеска е нов ден и дека сме повторно во Весперк и дека не ме се случува веројатно ништо, нешто мега интересно, за да се снима посебен влог, така да ќе го поврзам оваа со она од Михен од вчера и тоа е тоа, се гледаме после. Јавно познато е дека имам многу среќа од тие грепки чуда немам, меѓутоа сега пошто има некоја акција овде во Макдоналдс, на секој помфри даваат некаква лепенка, ако ја одлепиш можеш да добиеш нешто и јас си добив Биг Мекче, така што имам среќа и сега со Маја зборам, идеме да купиме грепки да грееме, може имам среќа в нешто друго. Тоа сакам само да ви јавам, сега нека ми е пријатно дењето. Кога ќе се запрашам зашто имам 100 кила, напишете ми у коментар, затоа што јадеш по 3 чизбургери и еден Биг Мек на еден порција. Ќе пукнем. И се нејасно зашто сум свиња. Домаќица парти по маркети. Сум редени. Маја влеза да купи нешто друго и се фати за нешто друго, ако не за чоколади. Оце без везе да снимам влог по маркет, но не врскам. Да ви кажам само дека влезме со Маја да за доматицата нешто. Не е јасно дали бева ние само солени или беват сирени. Ако се сирени нема да е убаво со сливко. И здраво другари, еве ме да се прибрав пред малку дома, така што седнав вака у домашна атмосфера да го снимам тој мини хол кој ви го ветив вчера. Знаете дека вчера бев во Минхен, го гледавте тоа на почетокот на влогот, затоа што ги спојив овие 2 дена. Оти никогаш немам доволно материјали, односно имам доволно материјали, но многу кратам, од причина што нема потреба да гледате толку многу едно те исто, така што се трудам најинтересните моменти да ги извадам и да ве упатам што се случува со мене во мојот ден.
во еден мој обичен ден уствари. Бев вчера, купив некои работи, ви спомна веќе, ќе ви ги покажам овој момент, тоа ќе го напишам како мини хол нова и не сакам погрешно да ме протумачите, затоа што првенствено јас како гледаш на YouTube многу, како се викам, многу често кога ги гледам хол видеа имам некаква антипатија и многу ми е тоа некако као фалење и глупости, но јас немам таква намера. Така што, ете, поради од причина што влоговите си го бараат тој концепт некаков, кога веќе спомнав дека бев на некаков шопинг, тој су покушај да шопингувам, и ќе ви покажам што сум земал, значи што се две работи, nothing special, само ете ќе ви ги покажам. Првата работа што ја купив уште кога дојдов овде е Stadium жолт дукс, кој мислам дека го видовте сите живи. Да, тоа е од колекцијата на Justin Bieber во H&M. Го има и во Sister Tech, снима во него, и во еден влог мислам дека бе во него. Имам 5 слики на Инстаграм во него и некој ќе помисли дека само во него седам, но не сите 5 слики се настанати у ист ден и сите видеа се настанати у ист ден, така да не ме протумачите погрешно. Втората работа која купив е една јакна, која изгледа вака. Знам дека добро ја гледате, долга е до колена. Малку единствено што ме нервира е што нема стикери по неа и кога ќе ја облечам и кога ќе ја закопчам изгледам ко војник, али озбилно изгледам ко војник, затоа што е многу долга. Само фармерки да се гледат и уште некој чижми ако имам доле, тоа е хаос. Некој ќе помисли дека стварно има некаков проблем. И не ја купив во Минхен вчера, кошташе, овде е седна некаков попуст моментално. Има околу 50% попуст на све живо и диво во скоро сите продавници, со тоа што јас имам голем проблем при купување, нема ништо не ми е таман, многу работи не ми се допаѓа, така што оваа јакна мислам дека беше некој 70 евра, јас ја купив за 40. Мислам дека така нешто беше, имаше некој 40% попуст. И втората работа што ја купив, малце глупо да ја покажувам, но ќе ви ја покажам, затоа што ова го барам година дена. А тоа е машки новчаник кој изгледа овака, кој се закопчува, значи има патент. Јас имав претходно еден сличен ваков, меѓутоа беше многу неквалитетен и овој го најдов во една добра продавничка, беше исто на попуст од некои 17 евра до 10 евра, така нешто го купив. Така што го земав, оти многу сакам прво да е среден новчаникот внатре, а второ да има место за све живо и диво и трето да е закопчан и безбеден. Ние новчаници типични машки, само што се вака отвараат, мене навистина не ми идат во прилог затоа што имам испогубено све живо и диво во него. Не знам уште што да ви кажам, ви спомнав значи тоа се 3 работи единствено кои ги имам купено. Денес бев во Њу Јоркер, сакам да земам едни чижмички, но не сум сигурен. Им кажав да ги сочуваат, така што најверојатно ќе ги земам, но уште не можам да ви потврдам ништо, доколку ги земам ќе ви ги покажам, исто се симпатични, многу фини, беа исто на некој без снижени нешто, така што ете ќе ве апдейтирам доколку се случи тоа и доколку ви е интересно да го гледате ова, мене не ми е интересно да го зборувам, затоа што антипатично ми е стварно, мислам, мене влоговите еве ми ги гледат и родителите, пошто не сум дома, и Вона, и сите живи, и ајде нив може би ми е интересно да им покажам што сум си купил овде, а малце антипатично на сите вас да ви зборам, така да не се заснова цел влог на ова моје седење овде. Тука и ќе го одјавам најверојатно влогот, ќе ве замолам да се претплатите доле на каналот, затоа што буквално ни фалат уште 50 претплатници до 1000 и да го лајкнете ова видео доколку ви се допаѓа, ќе ми значи поддршката за да продолжам со влогување. Навистина барам многу трпение, многу инволвираност и ми треба некој многу време ми треба да соберам материјали, многу време ми треба да го намонтирам видеото и дека не сум дома, многу уште повеќе време ми треба да го ставам тоа на YouTube. Значи по 2 часа, 3 ми се става едно видео, така да буквално животот ми се претвори у влогување, но нема врска, ете, сакав да ве водам со мене, да ве носам како и да треба да се каже. Идам сега да се направам кафе, да се одморам, пошто се прибра ви реков, и одам да го монтирам ова. Cheers!